кога зборуваме за ЕУ, вие пред одреден период рековте дека и со роамингот ќе бидеме разговор како дома. Докаде сме со оваа ситуација тука? За роамингот јас ветив дека ќе бидеме прва држава која што ќе ги исполни условите за роаминг како дома. Добра. Тоа објаснаме ви за вашите граѓани, можеби специфично звучи. Тоа значи дека нема да плаќате дополнителни трошоци кога патувате во странство во Европската унија за повици, пораки или интернет кон било кој оператор, дали домашен или странски. Тоа што веќе е возможно за кога патувате во регионот на Западен Балкан 6. Србија, Црна Гора, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина. Тоа сакаме да го пресликаме со Европската унија. Европската унија нас не даде акционен план кој што треба да го исполниме. Ние тој акционен план го исполнивме и со утврдувањето на текстот на измените на Законот за електронски комуникации, владата својата работа ја заврши. Ги испративме текстот до Европската комисија на мислење. Моментот кога ќе добиеме повратно мислењето, ние ќе го донесеме во собрание и ќе го изгласаме тој закон. Два подзаконски акти предвидува законот, тие се веќе подготвени. Чекаме да го донесеме законот и веднаш и тие ќе ги исполниме. Добивме пред 2 недели нови прашања од Европската унија во смисла на прифаќање на европското законодавство, судот на правдата на Европската унија и ги одговоривме веднаш прашањата и сме во една почеток, би рекол, на преговори, кој што е втората фаза по исполнувањето на условите и очекувам дека ќе има добри вести во јуни месец за време на самитот ЕУ Западен Балкан во Подгорица, но многу е важно да кажам дека ние сме на списокот на земји за кои што е дозволено да почнат преговори за роаминг како дома и второ дека ќе исполнуваме први од регионот условите кои што треба да се исполнат. Што во превод би значило дека ова лето би можеле да очекуваме и да зборуваме и во странство како дома. Ова лето не би очекувал, затоа што преговорите нема да бидат завршени, но очекувам дека до крајот на годината, можеби најдосно 27 година, овие услови веќе зависи од Европската унија, затоа што е уште еден договор кој што ние треба да го подпишеме со Европската комисија, па да го ратификуваме во Македонското собрание, но очекувам дека сите процедури ќе се завршат до крајот на годината.